Добро вечер. Девојчето од Тетово, кое било жртва на сексуална злоупотреба од страна на доделената старателка и неколку други машки лица, првично било згрижено во Заводот за социјална заштита. Случајот денеска го коментираше министерот Оливер Спасовски, а осомничените се во 30-дневен притвор. 14-годишното девојче од Тетово, кое било сексуално тргувано од страна на низиниот тутор, првично било сместено во Заводот за социјална заштита со судска одлука. Алсат неофицијално дознава дека низините родители биле лишени од родителските права. Заводот назначил старател кој требало да се грижи за девојчето. Причината зошто тоа завршило во Заводот неофицијално дознаваме дека е претходно семејно насилство. Но останува нејасно како во рацете на истата старателка, која во случајот сега е главно осомничена, завршиле и уште две деца на возраст од 10 и 7 години, инаку брат и сестра на девојчето. По организираната криминална група, полицијата трагала скоро една година, а во истрагата биле вклучени Заводот и други институции. Според министерот Оливер Спасовски, групата за истите цели неколку пати го злоупотребувала 14-годишното девојче. Се работи за трговија со луѓе, практично трговија со дете, кое што често пати било злоупотребувано. За тоа се уапсени 10 лица кои што биле дел од оваа организирана група или синџирот на трговијата со луѓе. И исто така и тие ќе бидат изведени, односно веќе се изведени пред судија на претходна постапка, одредени се мерки и понатаму продолжува текот на истрагата. Осомничените се во 30-дневен притвор. Обвинителството соопшти дека од податоците од предистражната постапка е констатирано дека старателката го користела и злоупотребувала отежнатиот здравствен статус на жртвата и во соработка со 3 лица, од кои 2 од Тетово и 1 од Гостивар, ја присилувале на секс под закана дека ако одбива, тогаш незините брат и сестра ќе бидат вратени дома кај нивната мајка или во Заводот за социјална заштита. За ваквите услуги, групата од другите осомничени добивала од 50 до 200 евра. Старателката и уште тројца осомничени го повторувале делото скоро една година, од летото 2020 до септември 2021. 11 осомничени ќе бидат гонети за кривичното дело трговија со деца. 9 од нив се во притвор, еден на болничко лекување, а последниот им е недостапен на органите на прогонот. Споменатото кривично дело предвидува казна затвор од 8 до 10 години. Злоставуваното девојче од Тетово го докажува неуспехот и дефектот на институциите, коментираат од детската амбасада Меѓаши. Се смета дека за секој ваков случај постојат уште најмалку 5-6 други кои не биле откриени. Немоќ и неуспех на државата. Вака детската амбасада Меѓаши го коментира случајот со злоупотребата на малолетното девојче од Тетово. Според Драги Змијанац, случајот го докажал неуспехот и дефектот на институциите во земјава при откривањето на вакви случаи. Ако случајот не добие епилог во интерес на децата, дефинитивно ќе овозможи повторување на вакви настани и во иднина. Тука затаиле и Министерство за внатрешни работи, и би рекол Комисијата за борба против трговија со деца, и центрите за социјална работа, и стручните служби во училиштето, и родителите, и соседите, и граѓанските организации кои се занимаваат против борба против трговија. Едноставно, ова е немоќ и детето ќе ги трпи цел живот овие трауми, и мислам дека ако не се мобилизираат институциите да постапат на вистина по најдобар интерес на децата, ова дело ќе се повторува. Ние како прва детска амбасада во светот многу одамна се залагаме на најстрого казнување на сексуална експлоатација, злоупотреба, сексуална и педофилија против сторителите да бидат максимално казнети, односно минимум 14 години, доживотна казна затвор ако тоа се стори на грозоморен начин, доживотна казна за рецидивистите. Според Меѓаши, институциите за социјална заштита се клучни во откривањето на ваквите случаи во моменти кога родителите не се грижат за своите деца. Образовните програми треба да вклучуваат и материјали за подигнување на свеста за заштита на приватноста на децата. И мислам дека од најрана детска возраст, од градинките во основните и средни училишта, мора децата се работи за превентивни програми за препознавање на несоодветно однесување, несоодветни допири, непримање подароци, невлегување во автомобили, непознати објекти, а децата да знаат што е право на приватност и никако да не дозволуваат да бидат ставени под сомнителни однесувања на возрастните.
Во Медјаши се пријавени околу 1000 случаи на сексуална злоупотреба на малолетници, но се смета дека зад секој откриен случај постојат уште најмалку 5 до 6 други кои од различни причини не биле пријавени.